Почитувам председател на Комисията за финансиране и бюджет, почитувани колеги, се явувам за процедурално по член от 91 от Деловникот за работа за колежке Жаклина за одржување на редот во Комисијата за финансирање и буџет, а воедно го користам и членот 89 да ја подсетам колешката предходно што дискутираше колешката Даниела, дека на пратеникот кој побарал збор да исправи неточно пренесен навод или навод што предизвикал недоразбирање, председателот ќе му даде збор реплика кога говорот ќе го заврши оној кој предизвикал потребата од исправката. Колешке Даниела, вие воопшто не се држевте по процедуралното. Сега, колешке, и вие одзади, ќе ве молам, ако имате нешто, јавете се. Знаете како? Многу е лесно така од позади камерите да дискутирате. Само ќе ви кажам, знам дека му е тешко сега на председателот затоа што домашното воспитување или го имаш или го немаш. И сега, вас ве разбирам, колешке, колку сте нервозни. Не само вас, сите вас, посебно вас. И му предлагам на председателот или да даде пауза да се смирите, па ако не се смирите, мислам тоа пак на ваша штета оде. Не е во ред, кога ја губите темата на дискусијата, вие веднаш ја префрлате вината, демек председателот водел двојни аршини. За какви двојни аршини? Абе излезете надвор на синдикалците, кажете му зошто го одбивте предлогот, амандманот за покачување, зголемување на линеарно на платата за 2806 денари. Тоа е процедуралното. Да. Бидејќи и претходно вие тоа го зборувавте. Кажете каде се 1,4 милиони евра дадени на фирмата на блиска на Заеви. Грант. Дадохте 170 милиони евра, кажете и за тој криминал. 170 милиони евра на енергетските двете компании ЕСМ и МЕПСО. Немате средства за да му овозможиме на вработените на синдикалците да му го прифатиме амандманот за 2806 денари или на годишно ниво за 30.000 евра, а имате да дадете 660 милиони евра во генералниот секретаријат. Па зборувате за некои бивши премиери и така натаму. Каде е сега овој вашиот Димитар Ковачевски таче да излезе и да каже што ќе правиме сега со Бугарија? Да. Што ќе каже таму, во Брисел? Ја пониживте државата. На секое поле порази. Во овие 5 години. За бројката на протестот. Колешке, ваше е да броите. Ваше е да броите на протестот колку народ имало. Но граѓаните го дадоа сигналот. Имате уште многу кратко време. Можеби овој ребаланс ќе ви биде и последен. Затоа што треба да се пакуваат и се гледаме на предвремени избори.